Што мислиш ти, царице, да го викнам, али да не го викнам гостино сега, а? Што велиш, Керко, да влезе? Моје да слушам, како ќе кажете вие. Па кажи и ти и тебе да те чуеме. Нека влезе. Нека влезе. Нека влезе, а? Заповедај, честити царе. Нека влезе гостинот. Веднаш, честити царе. А колку војни си водел со татко му, нема образ да влезе. Ако, нека дојде да го чујам и да видам што сака. Нека ти се многу лета, чести царе. Нека ми се многу лета. Ај и на принцо, и на царицата, и тебе, и на сите ваши. Сега, што сакаш да ми кажеш? Дали и овој сака да прави некоја војна, некој дженг со мене? Тоа ли е, а? Овој пат сум за добро, цар. Доста беше војување и вам, и нам. Дојдов стројник да бидам. Ја бара нашата Керка за принцот. Чести цару, принцот ја видел вашата ќерка и многу му се бендисало и вели, ако не му ја дадете, ќе се отепал. Слушаш, Керко? Слушам, мајко, јас го видов. Ова само ќе ти го речам. Ќе му кажеш ти на принцо да дојди тој лично кај мене тука, па со него муабет да чинам. И сетне ќе му кажам, али ќе станеме дедо и зет, али ќе се ородиме, али не. Така ќе му кажам, чести цару, а нивно е да дојдат или не. Сега можеш да си одиш. Испрати го гостинот. Веднаш, честити царе. Што си наумил? Мислиш да ја даваш Керка си или не? Кога ќе дојди времето за тоа, ќе ми ти кажам. Повели, честита царице. Пристигна советникот? Пристигна, честита царице. Па што чека, нека дојде. Веднаш, веднаш, честита царице, веднаш. Кажи ми, советнику, што рече царот? Царот вели дека сака со тебе да позборува, па ќе видиме, ќе се разбереме. Значи така рече. Сам додам и да ја побарам. Не рече дека ќе ми ја даде. Само додам. Така рече. Вели со него да позборувам, па ќе видиме, ќе се разбереме. Добро. Добро. Мајко, што велиш ти на ова? Јас мислам, ако ја сакаш, да се бориш за неја. Ние жените така мислиме. Со срцето. А вие мажите, да имаше татко, да беше жив, може друго ќе те советуваше вака. Тој се во ова и ми го направи. Севезден водеше војни со нив, па сега не сакаа да ми ја дадат. Советнику, те молам, посоветуваме, биди ми татко и кажи ми што да правам. Немо е да се мешам во царски умој, ама да сум на твое место, јас би отишол. Кога ја видов девојката, веднаш реков дека таа девојка треба да си ја земеш. Убава, вредна, паметна, што е најважно, татка си го слуша. Ами ако е така, синко,
Ako je toliko ubava, umna, odi. Pobaraja, ne čekaj, ne gubi vreme, ke ti je zeme nekoj. Решив, мајко. Решив. Нема тука горделивост кога некого љубиш. Така е, синко. Нема горделивост. Значи, ке одиш сам да си ја побереш. Мило ми е што така реши. Така решив, мајко, затоа што знам дека и таа мене ме љуби. И го видов тоа во очите прв пат кога ја сретнав. Затоа ќе одам. Тогаш не чекај. Сам ќе одиш или сакаш со советникот да одиш? Порано ќе биде и советникот да појде со мене. Така е, така е. Не личи сам да одам. Не личи, синко. Ајде, ајде, тогаш подгответе се. Ја сама ќе се грижам за црштината, немај гајле кога ќе ми се вратиш со невеста и црштината да си ја земеш. Доста ми беше мене. Ајде, синко. Благослови ме, мајко. Благослови ме. Многу ми е мило што дочекав тој лично да дојде и да ме моли. Што мислиш, да ги викнам? Да ги викнеш, ама да ја викнеме и керката. Нека чуе. Арно велиш. Заповедај, честити царе. Браво. Викни ја принцезата да дојди, а сетне пушти ги и гостите. Седни, Керко. Зошто ме доведовте кога не ме прашувате за ништо? Што ви ќе решите, тоа ќе правам. Седи и молчи. Добре ни дојдовте. Не сакам да ве мачам и да ве прашувам зошто сте дојдени ваму. Чунки ја знам зошто сте дојдени. Само сакам да чујам вие што ќе кажете сега. Затоа сум и дојден, честити царе. Тоа да го чујам. Ке се радувам ако желбата ми ја исполните. Твојата желба е да ја земиш ќерка ми за невеста. Така е, честити царе. Само едно сакам да кажам. Моја желба е, ако ја и нејзина. Сакам да ја прашате, да чујам. Дотаму уште не сме стасале. Ќе ја прашам кога ќе дојде време. А сега јас тебе да те прашам нешто. Што занает? Имаш ли ти некаков занает да ја раниш ќерка ми? Од што ќе живее? Не е моје да се мешам во царскиот мој. Ама ако сакаш мајтап да си играш, не сме дојдени за тоа. Мојот занает е царски. Со тоа се ранам, со тоа и ќерка ти ќе ја ранам. Ти тоа многу добро го знаеш. Јас знам дека ти ќе царуваш и како цар ќе ја раниш ќерка ми. Ама сакам да имаш и некој занает, кој си од свет што има, што си ранат челата и куќата. Кога ќе имаш некаков занает, ќе дојш, ќе ми кажеш и тогаш ќе ти ја дам ќерка ми. И тогаш ќе ја прашам али сака, али не сака. Ете, го налути. Зошто така правиш, татко? Сега ја сгреши работата. Не можеш така да правиш со царски син. Ако ја даваш ќерката, давај ја, ако не, не може така. Ако ја сака, ќе се врати. 6 месеци ниту да се јави, ниту... Ништо не знам за него. Голем мерак за царската ќерка. Ти да не знаеш нешто?
Го видов. А, Знам каде е. Скришу. го виде. И дури сега ми кажуваш? Добро, кажи. Каде? Кога? Учи занаед. Пред една недела. Аха. Ама, не сакав да ти кажам, знаеш, ќе појдеш веднаш да го видиш, а тој ќе ми се лути, ама вака кога те гледам дека само на него мислиш, морам да ти кажам. Како да не мислам? Ајде, кажи како да не... Збори, каде е? Во едно село, Аха. преку 2 рида. И прашувам еден за кога... Кога дојде да ми се нудиш за занет, си мислев овој ништо нема да научи. Ти испадна ептена кикатен. Меракот е, мајсторе. Меракот е многу голем. Меракот за девојката. Каква девојка? За занаетот ти зборувам. Знам. Јас пак за девојката. Нема да ми веруваш, мајсторе, ама и занаетот многу го засакав. Многу ми убаво кога нешто ќе направам и кога го продадам. И си земам своји пари. Многу убаво збориш. Толку убаво збориш, што не те личи за чирак. Затоа, ако сакаш сам да си работиш на занаетот, можеш да си одиш. Ке ти платам за досегашната работа и работи по. Не, мајстор. Јас ке ти платам за тоа што занает ме научи. Занает со кој можам куќа да гледам и деца да ранам. Толку убаво ми збориш, не си ти веќе за чирак. Кога ќе ми текне оти, не сакав да те земам на занает. Ми изгледаше некако гален, чуван, како да не си за ковач. Не сум, ама станав. Меракот е голем, мајсторе, меракот. Меракот за девојката. Многу ме израдува што ми го кажа ова, многу ме израдува. Значи сега готово е. Занаетот ти го научи, ќе дојде и можете да одите да ја побарате. Уште тоа. Сега нема каде да бега. А девојката сака, тоа се гледа. Ти благодарам, мајсторе, за се што ме научи. Ајде. Ми беше задоволство да имам добар чирак. Благодарам, мајсторе. Со здравје. Ајде сега. И со убаво. Благодарам, мајсторе. Ајде, пријатно. И поздрави дома. Можам да речем дека домаќин си се сторил и можеш да ја раниш ќерка ми. А велиш, ковач си станала? Ковач сум, честити царе. Јас моето си го завршив. Сега тебе ти е редо да ми кажеш дали ќе ме дадеш ќерката за невеста. При се што не ми се даваше ќерка ми за тебе, чунки со татко ти цел живот бевме во бој, во дженг. Ама ти ме послуша мене и ковач се стори. Занает изучи. Оти едно да знаеш, животот е тркало. Сега ти си цар и можеш да ја раниш ќерка ми, ама утре не се знае што можеш да бидиш. Животот, ти реков, е и тркало и скала. Едни се качуваат угоре, други се симнуваат удолу. Се, кој изучи занает, ќе видиме. Убаво го кажа ова, царе. И јас сум ти благодарен што ме натера да го изучам занаетот. А сега кажи ми, ќе ми ја дадеш ли ќерка ти за жена или не? Доста чекав.
Па ред е да кажеш. Не мачи го детето. Сега дојде редот, Ќерко, и тебе да те прашам. Сакаш ли ти да појдиш за овој млад ковач, али не сакаш? Па тогаш нека сте среќни и вековити.